Со доаѓањето на Христа, бракот веќе нема за основна цел продолжувањето на човечкиот род и на семејната лоза, иако раѓањето и понатаму се смета за него важен елемент. Но Христос дојде во светот и со себе донесе доказ за воскресение од мртвите, давајќи му така на христијанскиот брак нова цел и нова смисла, односно стекнување на вечниот живот на мажот, на жената и на децата. Службата за венчанието во православната црква почнува со зборовите: Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега, секогаш и во сите векови. Амин. Овој возглас го нагласува значењето на бракот, а исто така и неговата цел. Според црковните канони, оние православни христијани кои се венчаваат надвор од црквата се одлучуваат од незините свети тајни. Некои луѓе се соблазните од ова. Тие сметаат дека црквата во овој случај е престрога. Но се поставува прашањето: што е тоа што му дава полноважност на бракот? Од духовно гледиште, што е тоа што му дава смисла на бракот? За разлика од свадбените обреди во речици сите неправославни цркви, бракот во православната црква не е договор, законски заснована спогодба со која се разменуваат заветите и ветувањата меѓу две личности. Всушност, со бракот, двете личности засноваат мала, семејна црква во која можат да го слават вистинскиот Бог, трудејќи се при тоа околу спасението за своите души. Тоа е семејна црква, послушна на Христовата црква, како што вели светиот Василий Велики. Природно е да се венчаш, но тоа мора да биде нешто повеќе од природното. Тоа мора да биде врска помеѓу две личности, родена под закрила на црквата. Од тука гледаме дека во новозаветното време намената на бракот е измената од примарна цел раѓање на деца во сегашнова примарна цел на обезбедување начини за човечкиот род да го спасува своите души. Самиот обред на венчање е исполнет со богата символика која јасно укажува на овој аспект на бракот. Искуството ни учи дека кога двајцата се венчаат, тие веднаш почнуваат да откриваат толку всушност колку што се разликуваат меѓу себе. Факт е дека ние почнуваме да се запознаваме дури во бракот. Живееме, грижејќи се премногу само за себе. Навистина ни е потребен некој друг за да ни помогне да се спознаеме себе си. Една од неочекуваните предности на квалитетниот брак е тоа што тој ни обезбедува личен психијатар. Примерната сопруга секогаш спремно ќе го сослуша својот сопруг без да има потреба да биде платена за тие услуги. Познато ни е дека многу емоционални стресови настануваат тогаш кога личноста на која надвиснале незините проблеми нема нив со кого да ги сподели. Во добриот брак, мажот и жената меѓусобно го делат своето бреме, безрезервно помагајќи се еден на друг, без да се оптоваруваат со помисли како другиот ќе го свати тоа. Бракот не е мисионерски потфат. Доволно е тоа што самиот си ги носи своите тешкоти и искушенија кои се подразбираат, за сега уште и сопружникот дополнително го отежнува, обидувајќи се сосема да го промени и преобликува оној другиот. Една од најчестите и најголеми илузии на младите сопружници е желбата и очекувањето да го промени другиот. Вистинската љубов не присилува никој и не бара промени. Таа подразбира возрастување. Најпрвин, прифаќањето на својот сопружник онов како што е. Кога се венчаваме, ние не се заветуваме дека ќе го менуваме оној другиот, туку дека ќе го сакаме онаков каков што е. Најдоброто нешто што мажот може да го направи за да влијае на својата жена е да се промени сами од себе си, да ги поправа своите недостатоци, држејќи се до поуките кои Господ им ги упатил на своите ученици. За неверство во бракот се смета чинот кога еден од сопружниците ќе изврши прелюба. Но реалноста е дека ние не сме верни и лојални ни тогаш кога работата, родителите, своето хоби или било што друго ќе го ставиме пред својот сопружник. Исто така е неверство. И секој кој не е спремен да го постави својот сопружник пред кариерата, пред родителите, пријателите или обичната забава, не е подготвен за брак. И таквиот брак ќе пропадне. Бракот е за зрели, возрастни луѓе, а не за деца. Кога ќе го закопчеш првото копче,
во соодветната илика на костумот и останатите копчиња ќе дојдат на своето место. Но ако тоа прво копче го закопчаш погрешно, ништо нема да биде на своето место. Се работи за тоа дека првите, неважните работи треба да бидат на прво место и да се предпочитува приоритетот. Истото се случува и во бракот. Мажи, ако ги поставите вашите жени на прво место, и вие жени, ако го направите истото тоа, се останатото во брачниот живот ќе дојде на своето вистинско место. Има многу карактеристики на успешниот брак, но овие три се најважни. Пофалба. Ниеден брак нема да напредува доколку во него нема пофалба. На секого во животот му е потребно почит во нешто и од некого. И ништо не може побрзо да ја убие љубовта од постојаното прекорување. Кога мажите и жените меѓусебно се пофалуваат во малите и во важните нешта, со тоа всушност си велат еден на друг: те сакам, те почитувам. Пофалбата го крепи добриот брак и тоа е она што најмногу им недостасува на денешните современи бракови. Проштевање. Проштевањето е пресудно за секој брак. Кога брачните парови ќе прашаат дали нашиот брак може да опстане, одговорот е: секако, само под услов да сте подготвени да си проштевате еден на друг. А тоа проштевање не треба да постои само после големи брачни бури во семејството. Проштевањето треба да биде секојдневно. Во успешниот брак, мажот и жената постојано си бараат прошка еден од друг. Ако тоа не го правиме, раните ни зацелуваат. Само се повеќе и повеќе меѓусебно се оддалечуваме. Биваме се постудени еден кон друг и не го примаме благословот што Бог им го испраќа на сопружниците кои си проштеваат еден на друг. Време. На успешниот брак му е потребно време. Тоа не се случува преку ноќ. Бракот треба да напредува. Тоа е долг и пред се напорен процес. Како и сите други вистински нешта во животот, тоа се остварува со постојан труд и самоодрекување. Оние меѓу вас кои се уште не се венчани или планираат тоа да го направат, нека го запаметат следното: живееме во светот кој бара моментално задоволување на потребите. Го сакаме тоа што ние го сакаме или нам ни се допаѓа, и кога ќе посакаме, а тоа е веднаш. Таа нетрпеливост од наша страна е погубна за бракот, дури од православната црква. Доколку немаме трпение еден кон друг, или ако не сме подготвени да поминеме многу години, работејќи на нашето трпение, тогаш нашиот брак однапред е осуден на пропаст. Ниеден брак не е доволно добар, а да не може да биде подобар, и ниеден не е толку лош да не може да се поправи, под услов оние од кои тие зависи. Да бидат подготвени со помош на Божјата благодат, заедно да напредуваат кон полнотата Христова, кој дојде не да му служат, туку он да послужи. Основен и главен предуслов за добар брак е способноста да се напредува. Незрелоста е еден од најголемите проблеми поради кои пропаѓа бракот. Сигурно е дека сите стапуваме во брак со личен багаж од лоши навики и незрелост. Но мораме да научиме да ги надминуваме овие работи. Кога бев дете, поучува светиот апостол Павле, зборував како дете мислев, како дете размислував. А кога станав маж, го оставив детинското. Прво послание до Коринтијаните, 13 глава, 11 стих. Колку на вистина, заради секниот брак е потребно да се отфрли детинското. Неодговорноста, тврдоглавоста, саможивоста, несочувствителноста, темпераментот и љубомората. Колку е важно да се молиме секој ден: Боже, помогни ми да работам, да се преиспитувам, да растам, да ги согледам потребите и чувствата на мојот сопруг или сопруга и да прифатам одговорноста која Бог ми ја наложи. Еве што зборува епископот Порфирий Јегарски. Се поголем е бројот на разводи. Изгледа дека неретко не се задржува од фазата на заљубеност до зрела љубов. Заљубеноста би можело психолошки да се протолкува едно нереално чувство на квалитетот на другата личност. Ние, врз основа на надворешните вредности, припишуваме квалитети кои таа сигурно не ги поседува. Но таа првобитна заљубеност е капитал, односно како извесен кредит кој Бог им го дава на девојката и на младичот за тие да ги препознаат квалитетите еден во друг и тогаш
преку ангажманот на себе пожртвувачката љубов, која личи на љубовта на Христос кон нас, полека да го умножат тоа семе, тој кредит и тогаш почетната заљубеност би преминала во вистинска љубов и би го доживеала својот врв на крајот. Тоа го гледаме во параболата за свадбата во Кана Галилејска, каде што се опишува претварањето на водата во вино на крајот од свадбата. Тоа символизира дека треба да поминеме многу време и труд, да заљубеноста да премине во квалитет на љубов која символизира виното. Значи на почетокот секогаш е по лошиот квалитет. Во секој случај, мислам дека токму православието е повикано и може вистински да посведочи брачната заедница каква што ја гледаме во Евангелието. Сакав да наведам дека не е важно кој и што ќе работи во брачната заедница, но индивидуалистичкиот поглед на светот и индивидуализмот во семејството се труди да зачува некој свој измислен интегритет и своја слобода. Тогаш имаме, например, распределба на работите, наместо врз основа на бракот како единство меѓу мажот и жената да поистоветува секогаш она што ја гради заедницата. Значи не е важно кој готви, кој пере, кој пегла. Се работи врз основа на афинитетите, а слободата е дадена за човекот токму преку љубовта да остварува заедницата на полза и потреба на другиот. Воспротивно, страдаат мажот и жената, а тоа не е поентата. Во христијанството мораме да појдеме од фактот дека секогаш поголем е оној кој служи и секогаш е голем оној кој сака да биде мал. Само во заедница, во меѓусебно единство можеме да растеме. Ако расте еден орган, расте целото тело. Ако еден губи, губиме сите во заедницата. И мажот и жената не оствариле смислата на својот живот ако се издвојат од животот на црквата. Пример се луѓето кои барем се трудат да живеат евангелски. Тие може да имаат и несогласувања, сепак имаат мерило, имаат критериум. Го имаат и Христа во однос на кого може да оценат својата исправност кон ближниот. Христос е тој кој секогаш ја осмислува таа брачна заедница и дава полнота, ја обогатува и усовршува. Како што видовме, црквата го разбрала бракот како света тајна, која е насладување на радоста на Царството Божјо. Како може да го објасниме фактот дека раната црква не го потврдувала бракот со никаква особена свеченост или обред? Наместо тоа, таа го сметала за нормален брак оној кој е склучен според законите на световното општество. Црквата никогаш не се обидувала да ги укине тие закони, ниту да го уништи поредокот со кој е востановен. Одговорот на ово прашање лежи во фактот дека христијанскиот и нехристијанскиот брак се разликуваат по тоа што првиот се склучува помеѓу двајца незнабожци, додека вториот помеѓу двајца христијани. Една од останатите опомени на светиот Павле е дека Бог не живее во ракотворни храмови и дека нашите тела се храм на Светиот Дух. Кога човекот и жената стануваат една плод во бракот, иако двајцата се делови на телото Христово, нивната врска ја потврдува Светиот Дух кој е во нив, а Евхаристијата е таа што ги прави делови на телото Христово. Врската помеѓу бракот, кој е спомнат во приказната во свадбата во Кана, и Евхаристијата се чита и денес во обредот на кронисување. Тоа е еден од бројните текстови као апостолот Јован, кои се однесуваат на крштенијето на Евхаристијата. Како што водата се претвара во вино, така и грешниот живот на човекот може со присуство на Христа да се преобрази во нова реалност на Царството Божјо. Раните христијански писатели, истите тие кои целосно го признаваа граѓанскиот брак според законите, исто така потврдуваат дека Евхаристијата му дава на бракот особено христијанско значење. Така, Тертулијан кој живеел во вториот век пишува дека бракот е уреден со црквата, потврден со бескрвната жртва, односно со Евхаристијата, запечатен со благословот, а на небото напишан од ангелите Божји. Секој христијански пар кој посакува брак би требало да помине низ формалностите на граѓанската регистрација, која на бракот му дава полноважност во световното општество, а потоа нивното заедничко учество во редовните неделни литургии со присуство на целата помесна христијанска заедница примал благослов од епископот. Со тоа, нивниот граѓански договор постанува исто така света тајна со вечна полноправа важност. Тајна која ги надминува нивните земни животи, бидејќи е напишана и на небесата, а не само во земниот регистар. Тој постанува вечна врска со Христа.
Истата постапка е опишана во писмото на познатиот великомаченик Игнатий Антиохиски. Оние кои се венчаваат треба да се венчаат со знаење на епископот за бракот да биде во Господ, а не според човечка желба. Она што бракот го прави света тајна, не му е потребен посебен видлив гест извршен од свештеникот. Всушност, самата црква, како таинствена заедница со Бога, со неговиот народ е света тајна, таинство на спасението. Кога човекот е вклучен во таа заедница преку крштението, тоа е навистина света тајна, бидејќи во тој случај таинството на спасението се однесува на секоја негова поединечна обврска. Но сите тие поединечни свети тајни се исполнуваат во Евхаристијата, како што тоа го читаме кај Никола Кавасила, големиот православен мистик и богослов од 14 век. Всушност, Евхаристијата самата по себе е свадбено прославување. Чесно спомнувано во Евангелието каде што пишува Кавасила, ова е немногославената свадба во која младоженецот ја води црквата како невеста девица, кога постигнуваме плод од неговата плод и од коски од неговите коски. Крштението во раната црква се извршува за време на литургијата, а исто така и до ден денес ракополагањето на ѓаконство, свештенство и епископство. Ова се однесува и на бракот. Но ова разбирање на христијанскиот брак како составен дел на светата тајна, од која Евхаристијата и исполнување, може да се објасни зашто постојат канонски обреди против мешани бракови и против повторени бракови. Таквите бракови не може да бидат во потполност светотаински, совршено законски за граѓанскиот закон. Тие бракови не може да се вклучат во Евхаристијата. Многу забуни и недоразбирања, кога е во прашање бракот во нашата современа православна пракса, би можеле да се отфрлат кога би се воспоставила првобитната врска помеѓу бракот и Евхаристијата. Теоретски, православното светотаинско богословие, дори и во своите црковни книги, ја сочувала таа поврзаност потврдувајќи наспроти римокатолицизмот дека свештеникот е извршител на светата тајна брак. Западната средновековна теологија, напротив, направила низа забуни присвојувајќи, како и во многу други области, римски легализам како основа за светотаинска теологија. Бракот, кој според тоа разбирање е договор, склучен помеѓу мажот и жената, кои се служители на светата тајна, а свештеникот е само сведок. Како законски договор, бракот се раскинува со смртта на еден од партнерите, но е нераскелив додека двајцата се живи. Раскинат со смртта, изедначен со човечкиот разум, бракот според предовладачкиот западен поглед е само земна обврска која се однесува на телото, недостојно да влезе во Царството Божјо. Некој би се запрашал дали така разбраниот брак се уште може да се нарече света тајна. Но потврдувајќи дека свештеникот е служител на светата тајна брак, како што е служител и на Евхаристијата, православната црква посредно го вклучува бракот во вечната тајна, каде границите се бришат помеѓу небото и земјата и во која човечката одлука и однесување добиваат вечна димензија. Сепак парадоксално е римокатоличката црква тоа што го сочувала старото христијанско предание во својот литургиски поредок. Брак помеѓу двајца римокатолици се уште се склучува на миса. Воспоставување на таков поредок во православната црква секако би одговорило на православното богословие на бракот подобро отколку тврдиот концепт на празнување што преовладува во римокатолицизмот од времето кога неговата теологија престанала да го гледа своето литургиско предание како извор на своето богословие.